спремни? Може. Ќе поставите прашање? Опозицијата обвинува дека сте на оваа позиција затоа што сте близо до Дали е ова еден вид на награда за тоа што ви бевте кандидат за промишленија? Не, апсолутно не е никаква награда. Сметам дека мојот досегашен ангажмент е доволна гаранција за успешно извршување согласно законот и уставот на оваа многу важна функција за граѓаните на државата. Ще продължаваме. Колко само мандат предизвиците? Што би смениле во... Вече това не беше начално сам си експерт или ти хора да тикате до тази институция? Сигурешто че он наценсен персоните си бројтува си илјади политики, кам тен критик кораждаштиот критикот, кам тен баштета с кораждашт паркра вендимете цактуара, dhe kjo më bën edhe më kredibil do të thotë që në ushtrimin e detyrës avokati popullit mos jenë servisi pushtetit por i qytetarëve. Има ли нещо што ќе представува ваш предизвик во едниот период? Се разбира во минатото како наблюдувач на наставите во земјата сум знаел да бидам критичен кога требало да кога сум сметал дека така треба и сум поддржувал одлуки и процеси кои сум сметал дека се во интерес на граѓаните. Тоа ми дава за право да и во иднина од функцијата народен правобранител да бидам во служба на граѓаните, а не сервис на власт. Zoti Ziberi, para pak minuta është dhënë betimin, e dim që ditë më parë qytetarët protestuan për të kërkuar drejtësi për rastin Mostra. Çfarë do të ndërmend Aser Ziberi si avokat i popullit për këtë rast? A priori pa fillu me detyrën dhe pas informacionet elementare nuk mund të them. Por them një gjë që do të jem i devotshëm në respektimin e lirive dhe drejtave të qytetarëve dhe këtë do ta bëj pa hezitim, pa marrë parasysh se kush është shkelës i këtyre të drejtave, kuptohet në suazat të ligjit për avokatin. Како можува на македонски? Без да ги имам елементарните информации за случајот, не можам да се произнесам. Се разбира не за овој, туку за секој случај каде што ќе има елементи и ќе сметам дека треба да се произнесам, тоа ќе го направам секогаш во рамките на закон. Да, поставив прашање, да го повторам. Предизвик кој што сметате дека ќе ви биде на равниште да направите нешто што претходно не било сторено, а што се однесува до функцијата на народниот правобранител. Јас уште кога одлучив да се кандидирам за оваа функција, се разбира дека имав мои гледишта и визија за функцијата на народен правобранител и таа визија ќе се обидам до крај да ја наметнам и реализирам. А тоа значи во прв план оваа функција мора да го добие соодветното место во системот, како што налага уставот и законот. Тоа е прво. Второ, мора да граѓаните имаат доверба во институцијата, а доверба ќе имаат доколку институцијата возврати со соодветен ангажман и заштита на слободите и правата на граѓаните. Во оваа определба моја ќе ги искористам сите правни инструменти, но и инструменти кои значат комуникација непосредна со јавноста, а преку вас медиумите и со граѓаните. Но упатувајќи и порака до органите на управата и другите носители на јавни функции, дека функцијата на народен правобранител не е само декор во системот, туку одбрана, беден и заштита на слободите и правата на граѓаните. Президентът вече дека трябва да свида това, тук ли знаете да малко попада, че аз каш плана политически реформи ще ги имашам тонците институциони. Значи како прекутите, а мислим малко да ги скочи, каш малко да така. Урмен се приоритети параш кthimi i besimit të qytetarëve. Vendosje një standardi më të lartë në respektimin e lirive dhe drejtave të njerit.
Pra qytetarët të avokatë i popullit duhet të shohin vërtet mbështetësin e realizimit të këtyre të drejtave, sigurisht që në suazat të dispozitave pozitive ligjore. Në këtë funksion, do t'i shfrytëzoj gjitha instrumentet edhe ligjore dhe ato të dinamikës së ushtrimit të funksionit. Dhe në rend parë përmes komunikimit me opinionin, përmes juve me qytetarët, në mënyrë që qytetarët vërtet të kenë besim se kjo institucion nuk është vetëm në letër, por do të gjenë vendin në sistemin politik të shtetit. Ќе метите ли на граѓаните дека во остварување на нивните права ќе дадете отпор на секакви влијанија, било политички, бизнес и така натаму? Добро што ми го поставивте ова прашање. Ова е поврзано и со она што цело време се врти во одредени медиуми. Јас во ниеден момент нема да поткликнам на влијание, било од политички, бизнес, економски или секакви центри. Напротив, ќе се обидам до крај, во рамките на надлежностите што ми ги дава Уставот и законот, да останам достоинствен во одбрана и заштита на правата на граѓаните, гарантирани со Устав и со закон. Впрочем, борбата за заштита на правата на граѓаните во однос на државниот апарат е вечна и таа ќе постои се додека постои држава и општество. За среќа, постојат инструменти кои може да придонесат во подобрување на амбиентот во земјата и навистина граѓаните да чувствуваат заштита. Аз на момент nuk do t'jem pre e çfarë do tentimit të ushtrimit dhe influencës ndaj punës time, qoftë nga qendra të mundshme politike, biznesit, ekonomike, apo çfarë do lloj qendre ndikimi dhe influencë që mund të jenë, përkundrazi do të bëj çmos që të jemi denj në ushtrimin e funksionit që më garanton kushtetuta dhe ligji, e kjo është mbrojtja e drejtave dhe lirive të qytetarëve. Në asnjë moment nuk do të jem pre këtyre ndikimeve. Islam dhe ka dosta.